Родители, логопеди и дефектолози работеа на усовршување на ПЕКС методата за развој на комуникацијата кај децата со аутизам, кај кои нема говор или пак има, но не го користат за социјална комуникација. Обуката за оваа метода, која ќе се применува и во Македонија, се случи на почетокот од овој месец, во која учествуваа 100 лица. Целта на денешната работилница беше токму тие лица да ја усовршат методата за подоцна начинот на комуникација со аутистичните деца да биде поедноставен, а воедно лицата со аутизам да научат како на полесен и поедноставен начин да комуницираат со останатите. Фазата ПЕКС, значи развојот на комуникација, се состои од 6 фази. Првата фаза е кога детето треба за одреден предмет или нешто што го посакува да размени слика. Значи тоа треба на самиот комуникатор, помошник за комуникација, да му даде слика на она што го посакува и за возврат да го добие тоа што го посакува предметот. Значи тоа е првата фаза која што денеска ќе ја вежбаме и ќе ја вежбаме втората фаза кога комуникаторот и детето, значи треба да направат една поголема дистанца, поголемо растојание, каде што детето посакувајќи нешто за да добие, ќе мора да го пронете својот комуникатор и да искомуницира со него со помош на слика. Значи тој денеска и за возврат да го добие тоа што го посакува. Значи тие се две фази кои што денеска ќе ги вежбаме. Следната фаза е третата фаза, кога веќе треба се зголеми вокабуларот на детето, значи од една слика треба да добиеме 10 или 20 слики, каде што детето ќе ги разминува во одредена ситуација и по одредена потреба. Значи сите овие три фази треба да се случуваат во домашни услови, во училиште и секаде каде што детето комуницира. Начинот на кој методата ПЕКС се имплементира кај децата со аутизам е препознавање на предмети преку слики. На тој начин децата ги искажуваат своите желби, а воедно преку интеракција со комуникаторот го усовршуваат и говорот. Методата ПЕКС се избрана значи да се комуницира со помош на слика од причина што децата со аутизам наедноставно комуницираат преку визуелно, значи за разлика од другите методи каде што е да речеме гестот, ќе мора комуникаторите и социјалната средина да го знаат гестот па да комуницираат со лицето. Меѓутоа со ПЕКС, помош на ПЕКС, самата слика е многу јасна на сето она што го посакува детето. Понатаму четвртата, петата и шестата фаза се фази кога детето треба да веќе да почне да комуницира со помош на така речено линија за реченица, односно да составува само реченица од слики, каде што реченицата почнува со јас сакам, и следното е она што го посакува детето. Веќе во третата, односно четвртата фаза, комуникаторот инсистира на детето да комуницира, односно да го повторува според сликите. Јас сакам одреден предмет, например круша и така натаму. Во петата и шестата фаза, значи се појавуваат својства да придавките кои што треба да ги користи децата, и во шестата фаза веќе треба да има спонтана комуникација кога детето само ќе се состави реченица, да ќе дојде до комуникаторот, и најчесто во петата и шестата фаза веќе децата почнуваат да комуницираат или говорот кој што го имаат, а децата со аутизам значи не го користат веќе за себе, за својот свет, туку го користат за да може да комуницираат со средината. За родителите кои имаат аутистични деца, но и за сите оние специјалисти кои работат со нив, како логопеди и дефектолози, е важно да се усоврши методата со што би им помогнале на децата да се снајдат во секојдневниот општествен живот. Исто е важно за наставници. Тие ќе помагат детето да научи како да комуницира, и кога веќе научи како да комуницира со други луѓе, ќе може да учи полесно, ќе може да седне со други деца и да биде во час како другите деца, ќе има начин да дава одговор на прашање и ќе знаеме како наставници што познава детето, што ако детето нема начин да комуницира, е потешко за ние да разбереме колку многу познава детето. Идејата за имплементација на ПЕКС методата потекнува токму од волонтерката на Мировниот корпус Сара Меквитер. Таа е имплементатор на методата која 3 години работела во Бугарија. Незината цел е да го олесни начинот на комуникација со лицата со аутизам.